Се вклучуваме во Атина Запион центар. Добро вечер, Марија. Добро вечер, Перо. Токму така, по Париз, добро вечер Македонија и од грчката престолнина. Долга и жешка изборна ноќ се случува овде кај јужниот сосед во рамките на можеби најнеизвестните избори во поновата грчка историја, први по избувнувањето на должничката криза. Конзервативци, социјалисти, неонацисти, кога станува збор за проблематизирањето на македонскиот идентитет, на македонската нација и на македонското малцинство кое што живее во Грција, за нас сите се исти. Вечерва ексклузивно за македонската телевизија своите ставови околу изборите во Грција, но и како тие ќе се рефлектираат на односот со Македонија, разговараме со Сиси Вову, грчка активистка за мир. Good evening and welcome. Good evening. Although we don't have an actual winner on these elections, most probably, we have Nea Demokratia and Samaras leading so far. So we know that Samaras belongs to one generation of older politicians. Do you think that he has a capacity to implement certain reforms that are needed in the Greek society? I must first say Пред се морам да кажам дека ова е прекрасна вечер за нас, грците. Имаме убава полна месечина и многу убави вести, затоа што левицата, оние кои што се против мерките за штедење, помалку гласови од помалку од 33%. Самарас, кој што претходно го споменавте, од Нова демократија е од најголемата водачка партија, има околу 22%, што е многу тешко за него да формира влада и ќе биде доста тешко да примирува ваква политика и што ќе ги доведе грците до сиромаштија, беда и толку многу негативни ефекти за поголемата популација во Грција. Would you agree that the new Greek government should also reform its attitude towards Macedonia, the name issue, and of course the Macedonian minority that lives here in Greece? I would say that we don't know if there will be a government. Не знам дали ќе има влада и можеби зборуваат за уште едни избори уште сега, не би знаела резултатите уште сега, а од утре се ќе биде познато и ќе се знае дали за неколку дена поранешната влада ќе биде способна да ја води земјата во врска со neighboring countries like нашите соседни земји како Турција, Република Македонија и така натаму. Фактот што имаме движење на левицата, значи дека ќе има притисок за попријателски политики и против агресивноста која што беше наметната кон Република Македонија и Турција. Сметам дека ќе има притисок од левицата за мирољубиви односи и секако левицата се за признавање на македонското малцинство во Грција и за мирно решавање на проблемот со името. Што се однесува со географската одредница во името, сите партии, дури и левицата, освен малцинството како што се антинационалистите, сите овие партии веруваат дека треба да има име кое што треба да содржи географска одредница. Разлика од минатото, затоа што во минатото водечката партија Нова демократија и ПАСОК има политика со која што во името ќе биде исклучен зборот Македонија. Сега сите партии очекуваат име кое што ќе има географска одредница. И сметам дека тоа не е толку добро, затоа што треба да се прифати уставното име на Република Македонија. Меѓутоа, за жал, тоа нема да биде прифатливо. Нема никакви надежди дека тоа ќе биде прифатено барем од една партија во моментот. Сите партии од
дури они од левицата не го прифаќаат тоа, не го прифаќаат уставното име, туку сложиното име. Тоа е факт, тоа е вистина и тие нема да го сменат своето име. За жал, меѓутоа, левицата води мирољубива политика и можеби ќе имаат некои добри решенија. Многу ми е жал што фашистите, вистинската фашистичка партија која што е партија составена од криминалци кои што се против имигрантите, добија околу 6% од изборите, што е навистина неповолна ситуација и за односите со соседните држави. Што е со правата за македонското малцинство и беглиците и нивните имоти? Партиите од левицата ги прифатија македонските малцинства и исто така прифатија дека треба да има некакво нивно учество во парламентот, а исто така имаме и противвоенна политика и спроведуваме активности како што се промоција, говори така натаму во полза на ова. Се надеваме дека ќе победиме во полза и за враќање на македонските бегалци. Без разлика за тоа што ќе сака новата влада, имаме пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг и тоа е таа пресуда доста јасна, дека треба да се престане со блокадата кон Македонија. Што мислите за тоа? Какви се очекувањата од владата? Дали можеби вашата влада ќе почне да спроведува оваа пресуда или ќе се исмиваат на меѓународното право? Во ситуација во која што се наоѓаат сега нема да можат да формираат влада и во моментов не може да размислуваат тоа. Знаеме дека за 15 дена има нов самет на НАТО. И тие би биле против и би поставиле вето на Македонија, иако јас сум против тоа. Ние во секој случај сме против НАТО, меѓутоа е друга работа. И не ги прифаќаме така лесно политиките на владите од минатото и во сегашното, и ние во секој случај сме против НАТО, меѓутоа тоа е друго прашање. Ви благодарам многу. Ви благодарам што ги споделивте вашите размислувања со македонските гледачи. Ви благодарам многу. Би сакала да ви кажам пријатна вечер на сите мои пријатели, затоа што имам многу пријатели со кои што заедно се боревме за мирољубиви решенија за овој проблем. Ви благодарам многу. Гледачи, пред да се одјавиме, една информација за она што ќе се случува во наредните денови. Бидејќи во случајов, како што кажавме, ниту една од партиите нема да го има најверојатно потребниот број на гласови за да формира самостојна влада, ќе мора да се прават коалиции. Првата партија, според неофицијалните резултати, е Неа демократија, начело со Самарас, и тој во следниве 3 дена ќе мора да се обиде да состави коалиција со некој од своите ривали. Доколку не успее во тоа, истото ќе може да го направи и второ пласираната партија, тоа засега е Сириза. Доколку и Сириза не успее, тоа ќе остане уште на трето пласираната партија ПАСОК. Доколку воопшто не се создаде никаква коалиција, тогаш ќе мора да се оди на уште едни избори. Студио? Марија, ти посакувам успешна работа во Атина. Честитки за овој прв извештај, ти благодарам, а и очекувам се разбира доколку има нови информации вечерва да ни ги соопштиш.